Туристичко услужниот сектор со поддршка од општина Охрид ќе бараат измени или отстапување од законот за недела неработен ден. Представниците на дејностите во наредниот период треба да излезат со заеднички заклучок кој ќе биде доставен до институциите. Зеленски ја критикува Европа за слаб одговор и го повикува Путин на преговори. Потпаролот на Кремљ Песков изјави дека Путин е подготвен да испрати делегација во Минск на преговори. Руската инвазија може да резултира со околу 4 милиони бегалци, велат од Обединетите нации. Еднодневен сајм на книгата во Охридската библиотека на 4 март. Ова е првиот од неколкуте планирани сајми со разни македонски издавачи за 2022 година, информираат од библиотеката. Не очекува значајни неизвесен надпревар, но и одлична атмосфера на трибините, рече Криво Капиќ за утрешниот надпревар кој на домашен терен ќе го одигра во регуларниот дел во Суперлигата против екипата на Еврофарм Пелистер. Времето утре сончево со мала до умерена облачност, температура во интервал од -1 до 9 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.